По изградбата на примарниот гасовод во должина од 12,5 километри, Струмица газ распише оглас за изградба на секундарна гасоводна мрежа за дистрибуција на гасот во Струмица. Истата треба да биде долга 7000 метри. Од јавното предпријатие бараат компанија која ќе го реализира овој проект, а заинтересираните субјекти ќе треба да ги достават тендерските понуди најдосна до 9 јули. Кога ќе се дознае и најповолниот понудувач. Според информациите што ги добивме, изградбата на секундарната гасоводна мрежа била планирана како ставка во буџетот. Иако се уште не се потврдени изворите на финансирање за овој дел од проектот на гасификација, сепак општината и јавното предпријатие убедени се дека по изборот на најповолниот понудувач ќе се обезбедат потребните средства. Општината планираше секундарната гасоводна мрежа да се гради со задолжување преку издавање општински обврзници, но за жал и по 5 месеци од барањето, Министерството за финансии не се изјаснува дали ќе ги одбијат или ќе дадат зелено светло, иако општина Струмица ги има исполнето сите законски регулативи со стабилен кредитен рейтинг за издавање на општински обврзници. Не можеме да чекаме, во интерес на проектот и граѓаните на општина Струмица мора да ја градиме секундарната гасоводна мрежа. Се уште сме оптимисти дека државата ќе ги препознае бенефициите од овој проект и дека како општина имаме фискален капацитет за задолжување преку издавање општински обврзници. Во спротивно ќе го реализираме етапно со наши сопствени буџетски средства, ни изјави градоначалникот Зоран Заев. Досега е остварено приклучување на гасоводната мрежа на неколку општински институции, во тек е приклучување и на заинтересираните индустријски капацитети. Во гасификацијата на Струмица до овој момент се вложени 90 милиони денари, а вкупната вредност на целиот проект изнесува 230 милиони денари или околу 3,7 милиони евра.